Уште поголем меѓународен притисок за борба против корупцијата и ветинг е тоа што може да ги мрдне работите во справувањето со корумпираните суди и обвинители, смета поранешната антикорупционерка Слаѓана Тасева по вчерашните силни пораки на американската амбасадорка. Агелер рече дека притисоците врз судската власт во Македонија мора да престанат, а судиите да го практикуваат правото. Не ја поврзувам корупцијата и проблемот со судството само со политиката. Ние тука имаме силни влијанија од сите сфери, и од бизнисот, па дури и од организираниот криминал. И затоа мислам дека не само да се носат закони кои што не можат да се спроведуваат, туку еднаш треба сериозно да се седнат сите, оти кај нас очигледно не бива поинаку, да се согласат или на ветинг, или на некакви проверки за интегритет. Начин кој што ќе го исчисти судството од корумпираните суди и од нечестните и нечисти луѓе во обвинителството. Пред неколку дена пак специјалниот представник на САД за Западен Балкан, Габриел Ескобар, рече дека САД по изборите од новата влада, освен посветеност на НАТО и ЕУ, очекуваат и силна борба против корупцијата. Секогаш изборите се шанса. Ние на изборите сакаме да видиме кој ќе се заложи за реформа, кој ќе се заложи за борба против корупцијата, но секогаш тоа е вокабуларот, значи само тоа се пораките кои што ги слушаме за време на избори. Ние имавме шарена револуција, нема правда, нема мир, па после тоа повторно нема правда. Значи, луѓето изгубија верба дека таквото однесување или паролите на митинзите ќе донесат некаква промена.